А од Битола ни доаѓа еден позитивен, светол пример за тоа како еден град и еден градоначалник треба да се борат со загадувањето. Не слушај ме што зборувам, гледај ме што правам. Е мотото на битолскиот градоначалник Владимир Талески, кој преку личен пример му објави војна на загадувањето во градот под Пелистер. За таа цел, тој од градскиот буџет набави автомобил Peugeot 508 и го пензионираше стариот Citroen C4. Имено, новиот автомобил ќе им помогне на битолчани полесно да дишат затоа што има Euro 5 мотор и мала емисија на штетни гасови. Граѓаните се срекни со овој потек на градоначалникот и се надеваат дека и тиеден ден на овој начин ќе придонесат за почист воздух во Битола. Но засега исхраната им е на врвот на приоритетите. Уште една добра вест ни доаѓа од Битола. Имено градот е во тесна конкуренција за најдобро украсен град во Европа заедно со Виена, Цирих, Будимпешта и Малме. За прекрасната новогодишна атмосфера во градот на клавирите, оваа година се погрежи и одличното новогодишно украсување, кое градот го лансираше директно во конкуренција за најдобро украсен град. За да не ја нарушуваме убавината, сликите ќе ги пуштиме без коментар. Покрај естетската убавина на ова украсување од општината ја истакнуваат и еколошката придобивка за овие украси, кои после празничната еуфорија ќе бидат претворени во оранжерии.